Во првата недела од февруари, владата ќе го објави вториот јавен повик на кој општините ќе може да аплицираат за користење на парите од унгарскиот кредит. Најави денеска од Штип министерот за локална самоуправа Златко Перински. Нашите очекувања дека на следната владина седница на 27 јануари да ја поминеме точката за да се распише јавниот повик и очекуваме првата недела од февруари веќе истиот да биде објавен. Дали владата е задоволна од досегашната реализација на унгарските пари од страна на општините? Ние како централна власт навистина сме задоволни од работењето на локалните самоуправи заради тоа што повеќе од 200 од вкупно 288 проекти кои што се контрактираа за да добијат средства од страна на централниот буџет се веќе склучени договорите и веќе ќе влезат во фаза на изведба. Минимален дел од нив, според Перински, подлежат на доработка. Само 2 од овие 288 договори ќе треба повторно да се објават заради технички проблеми при јавните набавки. Очекуваме нормално да се подобрат временските услови и навистина очекуваме во периодот кој што ќе следи градежна и економска експанзија на цела територија на Република Македонија. Од расположливите 500 милиони евра, за првиот јавен повик се предвидени 250 милиони, а остатокот за вториот јавен повик, чија реализација се очекува во првата половина од оваа година. Од друга страна, на оваа тема се огласија од Социјалдемократскиот сојуз, тврдејќи дека власта товари нови долгови врз граѓаните. Нови над 200 милиони евра долгови власта натовари на грбот на граѓаните за само неколку месеци. Пред само 10 дена, власта се задолжи со 128 милиони евра преку државни записи и обврзници. Претходно кон крајот на октомври 2024 година, кај домашните кредитори власта се задолжи со уште едно големо задолжување од 7,7 милиони евра. Тоа се 700 милиони евра нови долгови создадени од ВМРО ДПМН за само 6 месеци. Власта енеровно го зголемува јавниот долг и ја турка државата во должничко ропство. Стои во денешната писмена реакција на Социјалдемократскиот сојуз.